Неколку мигови пред полноќ, со свештен трепет стоиме во тивкиот примерак на храмот, очекувајќи благодатната светлина да ја разбие темнината. Се обновува, воскреснува човечката природа, се умртвува смртта. Благодатниот оган внесува нов, небесен сјај во храмот. Дојдете, примете светлост од невечерната светлина. Како што се умножува светлината од безбројните запалени свеќи, така се посилно одзвонуваат овие чудесни стихови. Вечерва, Господ во болнота ни ја испраќа својата радост. А и ние ја споделуваме таа воскресна радост, ја споделуваме неговата љубов во болнота со сите ближни, па и со сите далечни. Христијанинот треба да биде благовестник токму на оваа воскресна радост, бидејќи Господ преку својот крст и воскресение ни се дава во полно. Како ни се дава? Излевајќи ја својата неизмерна милост, излевајќи ја својата неизмерна љубов кон нас, давајќи ни прошка на нашите гревови, исполнувајќи не со правда. И накрај најважното, победа над непријателот и победата на најголемиот проблем на човештвото, кој беше смртта, бидејќи после него и смртта веќе не е проблем за оној кој што верува во него. Што треба да направиме ние? Ајде и ние да посакаме да бидеме со него, како што тој ни се дава себе си. Господи, нашиот живот без Тебе, нашиот живот без Твојата светлина, без Твојата подкрепа, без Твојата неизмерна љубов која ја изли врз светот, е мрак. Затоа, биди со нас, не напушта. Гледате колку Господ не обдари со милост, со љубов. Посака да не стави оддесно на Отца, посака да не стави потполно во заедница со Него, во прошталната проповед, пред неговото распјатие на апостолите им рече, молејќи се кон Отецот: Оче, сите оние што си ми ги дал, сакам да бидат едно, како што сме јас и ти едно. Гледајте за каква заедница и какво достоинство Бог го повикува човекот. И се што направи, се смири како човек, се роди во смирената пештера, накрај беше распнат на крст и воскресна, направи се да не ги даде тие огромни дарови кои ги спомнав. Да се запрашаме, покрај толку дарови и љубов, христијани мои, каква е нашата одговорност? Неизмерна е нашата одговорност. Бидејќи ние сме тие кои можеме да го промениме светот. Тој рече: вие не сте во светот на апостолите, но ве праќам во светот, како да им вели, за да го смените светот.
повторно одејќи пред распнување, ќе цитирам од Евангелието зборови кои ги кажа: ајде да станиме одовде на апостолите им велеше. Во духовна смисла христијаните треба да го издигнат умот над се што е во овој свет, се што е распадливо, трулежно, се што е мирливо, за да можат да се соединат со Христа, а и меѓусебно да се соединат. Кога можеше разбойникот на крстот во последниот час да стане жител на рајот, можеме и ние, мили мои, доколку се покаеме и само повикаме кон се добриот и се благ Спасител, единствената надеж на овој свет: дојди Христе во моето срце. Ти се предавам, Христе мој воскреснат, светлино моја и љубов моја и радост моја, дојди, просветли го срцето моје и направи ме светлина. Накрај ве поздравувам, како што Свети Серафим ги поздравувал секогаш луѓето, духовните чеда и надвор од пасхалниот период. Радости моја многу, Христос воскресна! Христос воскресна! Христос воскресна! Литијата торжествено се враќа кон храмот. Пред неа се затворените врати, не баре се тие затворениот за нас пат кон небото. Но тука е царот на славата, Христос, кој еднаш за секогаш ни ги отвори тие порти кон вечноста. Влегуваме во нов живот, обновени од воскресната благодат, сведочејќи ја со весели восклици таа неменлива вистина: Христос воскресна. Колку силно се отвора душата за словото на Евангелието. Пристапете, целивајте го, слушнете го радосниот повик што извира од него и со сета природа ликувајте, зашто воскресна Христос.